Наездата на диви свињи на Соголските планини на Плачковица и во котлината произведува два сосема спротивни ефекта во делот на стопанисувањето со ловството. Првиот е што ги најдоа затечени ловните друштва, односно концесионерите, кои немаат начин како од истите да профитираат, а уште помалку да стават каков таков ред во ловиштата. А вториот дека ловците со зголемен оптимизам очекуваат дека ќе имаат интересна и богата ловна сезона. Но проблемот е што поедини концесионери немаат предвидено лов, односно отстрел на дива свиња, иако овој дивеч се насели на нивните ловишта. Доколку ловците вршат отстрел, тоа е казниво и повлекуваат сериозни последици и санкции, од одземање на оружјето преку парични казни до посериозни судски постапки и бричање од членството во друштвото. Тоа значи дека ловците и да видат диви свињи на терен не смеат да кренат пушка и да пукаат во нив. Од друга страна, овој дивеч кој се населил во котлината секоја ноќ предизвикува огромни штети кај земјоделските посеви, особено пченката и другите култури, уништувајќи го родот и до 100%. Земјоделците, за да се спасат, велат дека употребуваат средства кои ги одвраќаат свињите, вклучуваат разни транзитори за да креваат време, користат направи на плин кои периодично пукаат. Поради нерегуларната состојба губи државата, губат концесионерите, губат и земјоделците, а добива по некој ловец кој скришно ќе начека и ќе отстрела некој примерок за да ја збогати својата трпеза со дивеч.